Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Бесплатни униформи за сите основци и ранци за сите првачиња во општина Прилеп. Пресконференција на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Фудбалскиот клуб Победа со нови акционери и незавидна финансиска состојба. Каде ќе има нови легнати полицајци низ прилепските сообраќајници. Топлотниот бран не го напушта Прилеп. 36 степени измерени во центарот на градот. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филиповска. Бесплатни униформи ќе добијат сите основци и ранци за сите првачиња од општина Прилеп во новата 2025-2026 учебна година. Учениците во сите општински основни училишта на територијата на општина Прилеп, учебната 2025-2026 година ќе ја започнат со нови училишни униформи, а сите запишани првачиња ќе добијат и ранчиња со училишен прибор. Приближно 6000 ученици во 10 основни училишта во Прилеп ќе добијат нови училишни униформи. Со овој чекор, велат надлежните од локалната самоуправа, се овозможува подобрување на условите за работа во училиште и вложување во поквалитетно образование. А со училишниот пакет за првачиња, општината ќе им овозможи на родителите финансиско олеснување на стартот на учебната година. Како што се доближува рокот за одржување на локалните избори, така расте и бројот на пресконференциите од партиите. Денеска Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ со обвинување на кандидатот за градоначалник на СДСМ за Прилеп Петра Лукаровска. Како со завршено високо образование од 180 кредити, втор циклус стручни студии со 60 кредити за работа во здравство, наместо со 240 кредити колку што носи високото образование, се пријавила и положила директорски испит. Како во 2021 година потрошила 1.062.888 денари, односно 23.787 евра, што е за 11.787 евра над законскиот праг од 12.000 евра кон доверители за разни набавки за кои не биле спроведени постапки за јавни набавки. Победа ги започна подготовките вчера.
доби и нови сопственици. Нов извршен директор на фудбалскиот клуб Победа е Филип Илиовски, а нов мнозински акционер или сопственик на клубот со 70% од акциите е Владимир Мирчевски. Останатите 30% од акциите ги поседуваат Гоце Енгелизов 20% и 10% Благоја Гешовски. Клубот се најдува во незавидна ситуација во моментов, со тоа што има поприлично долгови кон доверители, од кои најголем е кон Управата за јавни приходи, односно Република Македонија. Се смогнаа напори, сили со општината да се додели еднократна финансиска помош во износ од 1 милион денари за одблокирање на клубот, односно за да започне новата сезона 2025-2026 во втората фудбалска лига и непречено да работат фудбалските школи, тоест младинските категории на клубот. Во овој момент, иако изгласана во четвртокот одлуката, не сме сигурни дали тие пари ќе легнат на сметката поради локалните избори, односно до завршувањето на изборите. Се надеваме дека ќе се изнајде решение, едноставно тие пари да ги добијаме и да почне да функционира клубот. Во овој момент мислам дека административно би се вратила во четврта лига. Тоест, ние имаме добиено лиценца за надпреварување во втората фудбалска лига за оваа година, ама не би биле способни да се појавиме на 3 последователни надпревари од лигата, така да претпоставувам дека федерацијата би не вратила во четврта лига. Во овој момент би биле доволни да се почни, да се обезбеди играчки кадар, надпреварувачки играчки кадар, кој би се надпреварувал во, да речем, на равноправно ниво во втората фудбалска лига и искрено некои 2 месеци би можело да се обезбеди. Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патишта на општина Прилеп одлучи да постави технички средства за забавување на сообраќајот, така наречени легнати полицајци, со цел зголемување на безбедноста на пешаците и другите учесници во сообраќајот. Поставување на легнати полицајци ќе има на 20 улици, и тоа на улицата Мечкин Камен, кај училиштето, улицата Ѓорги Димитров, кај паркот кај Цуцуло, улицата Партизанска, 2 локации, на улицата Тимона, Редникот, Архиепископ Доситеј, на улицата кај 9 септември, кај зградите кај Чопано, на улицата кај пешачкиот мост во близина на основното општинско училиште Кире Гавриловски, на улицата Вера Циривири над продавницата кај подвожњакот, на улицата Јоска Јордановски Победа, крстностицата Егијска со Кузман Јосифовски кај огледалата, на улицата Прилепски бранители кај факултетот и над Партизанска, на улицата Карпала кај Жито Прилеп, на улицата Мице Гозар Пиринска кај Турското училиште, на улицата Орде Чопела кај Брашнаницата, на улицата 11 октомври кај Детската градинка и на улицата Бранко Секуловски кај Детската градинка, како и на улиците Лазо Филиповски кај Паркчето и на улицата Поп Аврамија кај Млекара Мики. Временска прогноза. Времето денеска сончево и топло. Во Прилеп, во централното градско подрачје, беше измерена температура од 36 степени. Како што информираа од Управата за хидрометеоролошки работи, под влијание на многу топлотна воздушна маса во текот на оваа седмица, ќе се задржи повторно сончево и топло време со умерена облачност во текот на денот. Ќе дува слаб до умерен ветар од југоисточен правец и во утрешниот ден. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, август 2025.